Одлуката на апелацискиот суд Скопје да ја намали казната на возачот што ја прегази нашата ќерка Фросина е шокантна и никако не може да се прифати. Вели во телефонска изјава за еден телевизија Љупчо Цековски, таткото на Фросина од Крива Паланка, која во 2015 година беше прегазена на пешачкиот премин на булеварот Партизански одреди во центарот на Скопје. Скопскиот апелациски суд вчера донел одлука според која на осудениот Љубиша Видојковиќ од 4 му ја намали казната на 3 години затвор. Од апелацискиот суд за 1 ТВ кратко информираа дека утре пресудата ќе биде објавена на официјалната веб страница на судот. Иако вели дека прво треба да се прочита пресудата, сепак од ваквата одлука на апелацискиот суд е изненаден и поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев. Судската пракса многу ретко познава такви ублажувања, бидејќи во случајот колку сум запознат од средства за информирање, делото е тешко, сторено под дејство на алкохол, напуштено лице место. Од тие соображенија и од тие факти тешко се наоѓаат олеснителни околности за да се казната ублажи. Илиев вели дека со пресудата на апелацискиот суд случајот е завршен и дека во поглед на казната не може да се вложи жалба до Врховниот суд. Може да бара воредно преиспитување на пресудата, ама само осудениот, ако има повреди на законот за кривична постапка или повреди на кривичниот законник. Но не и во делот на казнувањето, веројатно. Во делот на казнувањето не, постапката е правосилно завршена пред апелацискиот суд. Таткото на Фросина Љупчо Цековски вели дека семејството нема да се откаже од барање на правдата. Обвинителката воопшто не сум задоволна како обвинителка. Она треба да го штити оштетениот, а не сторителот. Бараме се што е могуќе од процесот да почне од почеток. У кратка постапка од почетокот да почне. Првично Видојковиќ беше обвинет за 2 кривични дела, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Првата пресуда на Основниот суд Скопје ден беше 6,5 години затвор. По ова Скопскиот апелациски суд го врати случајот на повторно судење, па Видојковиќ беше осуден на 4 години казна затвор. По жалба на одбраната, вчера апелацискиот суд му ја намали казната на возачот на 3 години затвор.